по дефектологија на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на 1 октомври 1993 година. Откога се донесе ваквото решение на универзитетот, наскоро и министерот за образование и физичка култура донесе решение да почнат таквите студии на факултетот. Откога тоа беше направено, факултетот, деканатот распиша конкурс за прием на студенти на овие студии. Во прва година се примија околу 40 студенти на студиите и откога таа постапка беше завршена, наставата почна на 4 ноември 1993 година, кога јас го држав првиот час по општа дефектологија и историја на дефектологијата. Се разбира, понатаму беше работите се одвива многу полесно. Прво се договоривме за професорите од другите институти кои ќе изведуваат настава во прва и втора година. Потоа веднаш се договоривме да се распише конкурс за избор на асистент на мојот предмет и беше избрана Зора Јачева. По втора година исто така се договоривме кои професори од институтите ќе држат настава, а во однос на дефектолошките предмети и во прва и втора година се договоривме и го тоа реализиравме да покрај јас што изведувах настава по општа дефектологија и историја на дефектологијата, за физиологија ангажиравме професорка од Природно-математичкиот факултет, а за медицинските основи на лицата со пречки во развојот професор од Медицинскиот факултет, односно два професора, професор Софијанов и професорот Филипш. Во втора година по предметот генетика го ангажиравме професорот Лаковски од факултетот, а за другите два предмета, структурална дефектологија, да ја изведуваме наставата ја и Кермешиевски, тој за сурдологија и тифлологија, а јас за олигофренологија и соматопедија. А за третиот предмет логопедија, да, наставата изведува професор Кермешиевски, бидејќи тој беше професор по тој предмет и во Белград. Иако беше во пензија, деканот го замоли да, како професор во пензија, по договорен однос, ја изведува наставата овие два предмета. Потоа распишавме конкурс за асистент на предметот структурална дефектологија и го избравме тогаш магистар Горан Ајдински, а за логопедија ја ангажиравме доктор Горица Левенска, стручњак од оваа област и ръководител на едно од одделенијата на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас. Кога стигнахме веќе во трета година, се појави проблемот за ангажирање на стручен дефектолошки наставен кадар, кој што го немавме во Македонија. И со големо разбирање на деканатот, а посебно на деканот, се договоривме да побараме помош од дефектолошките факултети во Белград и од Софија да ангажираме визитинг професори за одделни предмети, што за наше големо задоволство предлогот беше прифатен од тие факултети и наставата по стручно-дефектолошките предмети во трета и четврта година се изведуваше неколку години од професори на тие факултети. За одделни предмети веќе имаше создадено да се распише конкурс за избор на уште на 2-3 асистенти на одделните предмети, што и го направивме и беа примени
тогаш младите асистенти Наташа Чичевска и Даниела Димитровска. Нешто подосна и доктор Владимир Трајковски за предметот на генетика. Бидејќи наближуваше наставата и за 4-та година, каде што имаше посебен предмет за методика на работа со умерено, тешко и ментално ретардирани деца, односно лица, распишавме конкурс за избор на професор и се надевавме дека ќе се јави и се јави доктор Ристо Петров, кој што пред тоа беше докторирал на Дефилошкиот факултет во Белград. Така да веќе на некој начин се оформи екипата наставничка за сите 4 години. Во меѓувремено, за 3-та и 4-та година за предметот медицински основи, а посебно за предметот за психомоторна реедукација, го ангажирахме во прво време по договор доктор Драгослав Копачев, а подоцна веќе го примивме и за доцент, бидејќи тој имаше докторат, така да екипата се зголеми со редовните наставници. Во меѓувреме веќе се разви една широка стручна работа на институтот. Да, во 3-та-4-та година веќе од студии за дефектологија, по дефектологија се прерасна во посебен институт за дефектологија и наскоро дојде и завршувањето на првата генерација на овој институт. 96-97 година. Но пред тоа, 96-та година, институтот беше организатор на еден многу успешен симпозиум за рана рехабилитација и предучилишно воспитување на децата со пречки во развојот, на кој што учествуваа негде околу 450 стручњаци од сите профили, дефектолози, психолози, педијатри, психијатри и други стручњаци, и на кој што имавме гости од едно 15 земји од странство со околу 60 нивни реферати од вкупно 150 реферати што ги имавме на тој симпозиум. Исто така, во тоа време имавме голема врска и координација и соработка со инвалидските организации, со специјалните институции како база што бевме ги одредили, со надлежните органи од образованието, од здравството, од социјалната политика, а истовремено имавме и посета на нашиот институт од многу други дефектолошки институции и факултети од другите земји, па дури во тоа време, бидејќи беа многу актуелни донесените стандардни правила за правата на лицата со инвалидност од страна на Обединетите нации и Советот на Обединетите нации беше одредил директориум, начело со директор на тој директориум за следење, за реализација на тие права, и тој директор го посети и нашиот институт, господинот лингвист. Така да, постоа имавме посета и на принцезата од Англија. Веќе бевме ангажирани во неколку проекти меѓународни, а доста од наставничкиот кадар учествуваше на домашни и меѓународни стручни совети со своји трудови. Реков дека заврши првата генерација, се направи абсолвентска вечер, која што многу пријатна, во една пријатна атмосфера помина. Се искажа големи благодарности од страна на студентите кон своите